Дозволете ми од мое лично име, како председател на Сдруженијето за екологија и просторно планирање, Екоиндикатор Кавадарци, и од името на управниот одбор и членовите на Сдруженијето да ви посакам добре дојде на денешната презентација на идејното решение Парк на културата во Кавадарци, изработен од страна на магистар Дамјан Балковски, архитект, урбанист. Дозволете ми да ја искажам нашата посебна благодарност кон градоначалникот на општина Кавадарци, председателот на Советот и општината, како и кон Евроникел Индустри Кавадарци, кој што го финансираше изработувањето на идејното решение, како и за разбирањето од потребата за изградбата на овој парк, кој што во својата суштина ги има следните цели: здраво население, подобрување на квалитетот на живот, развивање на цивилизирани навики за културно, еколошко, општествено и здравствено издигнување на населението од општина Кавадарци и регионот, одржлив развој на заедницата и наследство на идните генерации, мотивација за локалните власти, бизнис секторот и сите субјекти во локалната заедница да градат одржливи стратегии за развој на заедницата. Почитувани, Сдруженијето Екоиндикатор, впрочем, е формирано да создава вредности, но и да ја поттикне еколошката свест и културата воопшто, како и да ја разбуди цивилизацијската совест кај сите нас. Го повикувам магистер Дамјан Балковски да го презентира идејното решение во целата своја форма и суштина. Паркот на културата, кој што секако дека ќе го отслика нашиот град во ново и перспективно светло. Во името на мојот тим, јас ќе ви испрезентирам презентацијата. Пред да започнеме со новите решенија и содржини кои се предвидени во паркот, секако за вас се овие информации веќе познати, меѓутоа во целокупниот проект мора да се нагласат и следните работи. Тоа се предметот и целта на истражувањето и на проектот и пристапите до паркот. Како што знаете, предмет на овој проект представува проектирање на ново идејно решение за парк на површина од 7495 метри квадратни според извод од деталниот урбанистички план. Целта на проектот е да се проектира нов зелен јавен простор, парк, и овозможување на разни активности на отворено за сите граѓани, како и целосна урбана ревитализација на просторот во близина на спомен косторницата во овој град. Локацијата предвидена за нов парк се наоѓа на источната страна од градот Кавадарци, во непосредна близина на турските гробишта, спомен косторницата и градскиот парк. Ова се неколку слики од моменталната состојба на локацијата. Според сликите, се гледа дека конфигурацијата на теренот е нерамна и е ридски предел. Моменталната состојба е целосно неуредна, полна со смети и отпадоци, како и израснато и неодржувано зеленило. Меѓутоа, она што е важно е дека оваа локација има голем потенцијал за хортикултурно уредување, а со тоа и да се постигне целосна урбана ревитализација на овој запуштен предел. Во светот, моментално, тенденција е да се проектираат нови јавни простори кои ќе овозможат учество и на самата заедница. Тенденцијата е да не се проектираат, народски кажано, чисто да се проектираат само јавните простори, туку да се создаваат јавните простори. И тие јавни простори да бидат создадени не само од архитектите и урбанистите, односно од проектантите на тој јавен простор, туку и од самите граѓани. Според тоа, концептот кој е имплементиран во ова идејно решение се нарекува креативен placemaking на англиски, односно во буквален превод правење, креирање или создавање на место.
Тоа се користи како средство за развој на целата заедница со посебен фокус преку заживување на јавните простори. Креативниот placemaking, односно создавање на места за паркови, представува еден кооперативен процес помеѓу жителите, јавните установи, општината и невладините организации, кој пред се користи уметност и еден културен израз за создавање или ревитализација на паркови и отворени јавни простори, со што се продлабочува чувството за место и инспирира гордост на заедницата и на сите граѓани. Целите на креативниот placemaking во парковите е зајакнување на улогата на парковите и отворениот простор како интегрален дел од сеопфатниот развој на заедницата, унапредување на уметничките и културолошките пристапи за создавање на паркови, со што се создаваат и социјални врски во нив, меѓутоа и помеѓу заедниците, ставање во преден план улогата на парковите како културни урбани елементи и важни места за граѓански собири и активности и негување на иновации, дизајн и естетика во парковите и отворените простори во заедницата. Врз основа на овој концепт, placemaking, се проектира така наречениот креативен парк, во кој во себе ги содржи главните карактеристики и елементи на еден културно-креативен центар на отворено. При проектирањето на паркот, фокусот ќе биде ставен на следните 9 зони. Информативна зона, која е предвидена да биде промовирана директно од општината Кавадарци, зона за уметност, која ќе биде промовирана од музеј галеријата Кавадарци, зона за филм и музика, промовирана од Домот на културата, зона за едукација, наменета за општинските основни и средни училишта, зона за историја, која ќе биде промовирана исто така од музеј галеријата Кавадарци, зона за игра и рекреација, наменета за детски градинки и игротеки, зона за одмор, која ќе биде за општа употреба, исто така се предвидени и 2 зони за социјализација и секако околу целиот парк високо зеленило и проектирање на неколку ботанички градини. Тоа ќе бидат зелени појаси составени од разни видови на флора, кои ќе бидат одржувани од основните и средните училишти. На тој начин тие ќе даваат свој придонес и во одржувањето на паркот. Формата на паркот произлегува од една стилизирана верзија на лист од дрво, како символ за зеленило и символ за паркот. Задржувајќи ги контурните линии од идејата, односно од листот, се добива и контурната линија на паркот, секако во малку поиздолжен и стеснет облик. Следејќи ја формата, периметрално проектирани се главните пешачки патеки со ширина од 3 метри, кои го обиколуваат целиот парк, како и една централна патека по главната оска. Исто така проектирана со 3 метри ширина. Жилите од листот, како идеја, се вметнуваат во слободните странични простори на паркот, покрај главната патека, односно оска, со цел да се добијат повеќе засебни отворени зони, отворени простори, и визуелно да се раздвојуваат, со тоа што слободните меѓупростори, помеѓу овие зони, представуваат зелени површини со високо и заштитно зеленило. На тој начин добиваме 10 зони. Ова е приказ на парковските зони. Со портокалова боја е прикажана влезната информативен дел, кој ќе содржи влез, инфопанели, географски карактеристики на градот, карта со знаменитости и природни убавини во градот и околината, податоци за ресторани и сместувачките капацитети во градот. Веднашка до нив се проектирани 2 зони за истории, кои ќе содржат панели со информации за историското потекло на градот, за важните историски личности, историјата на производство на вино и
археолошки, етнолошки и историски изложби и секако ќе има и места за собирање. На едната страна, една до друга се проектирани двете зони за уметност, наречени во чест на уметниците Петар Мазев и Глигор Чемерски, кои ќе содржат уметнички павилјони, места за креативно изразување, постулати за изложување на слики, со можност за организирање на изложби на отворено, организирање на креативни работилници и уметнички инсталации од локални уметници. Централно поставена е зоната за филм и музика, наречена во чест на Зафир Хаджиманов. Оваа зона ќе содржи бина за перформанси, павилјон за танцување, платно за филмски проекции. Веднаш до неа, најголем дел од централниот дел зафаќа зоната за социализација, која ќе содржи централно плато, односно јавен поплочен простор за собири, амфитеатар и индивидуални и групни делови за седење. Зоната за игра и рекреација ќе содржи детски игралишта, места за игри на отворено, рекреативни содржини и фитнес на отворено. И имаме уште една зона, тоа е зона за одмор, која ќе содржи, во која ќе има места за одмор со разна урбана опрема, места за собири на граѓани од трето доба и разни водни површини. Околу целиот парк е зелениот појас, кој ќе биде составен од високо зеленило, а во состав на зелениот појас, кој е периметрално поставен из целиот парк, ќе бидат проектирани и ботанички градини кои ќе бидат одржувани од локалните средни и основни училишта. Ова е поделбата на паркот на зони. Она што треба да се нагласи е дека ова идејно решение се вклопува на постоечкиот кос терен и секоја функционална зона, значи, е на различна висинска кота, која секако ќе биде дефинирана во главниот проект со изготвен геодетски елаборат, со цел минимално интервенирање на просторот и задржување на неговата постоечка конфигурација. Во секоја зона и помеѓу зоните е проектирана урбана опрема која овозможува заштита на природната средина и изработена од природни материјали. Ова е котираната основа на долниот дел од паркот. Како што гледаме, целиот парк е поделен на неколку зони, односно се е модуларно решено. Главната димензија изнесува 129,8 метри, а ширината е 64 метри. Секоја од зоните има 15 метри, додека централното плато е проектирано со димензии, односно со диаметар од 10 метри. Започнуваме со детален приказ на зоните во паркот. Значи, првиот дел е паркингот. Се предвиде паркинг за 23 возила, веднашка до информативната влезна зона. Паркинг местата секако се проектирани според сите стандарди. Централната улица, односно пристапот до паркинг местата е со ширина од 6 метри, а паркинг местата се проектирани косо на 45 степени за побрз и поедноставен влез, излез и паркирање. Веднашка до паркингот се предвидени јавни тоалети со димензии 9 на 3 метри и предвидени се да бидат сместени во еден бродски контейнер, со што ќе овозможиме и побрза, едноставна и економски прифатлива варијанта за изградба на јавни тоалети. Ова е информативната зона. Таа има површина од 160 метри квадратни. Веднашка на врвот, би рекол, на почетокот на информативната зона е поставен еден метален дел, каде што ќе бидат поставени 3 јарболи за знамиња, знаме на државата, знаме на
општината и знаме на паркот. Од страните се предвидени рампи, пристапни рампи за инвалидски колички и лица со телесен хендикеп и секако и скали. Предвидено е подно осветлување, тоа подетално ќе се види во 3D визуализациите, меѓутоа подното осветлување е предвидено да биде од страните на информативната зона. Централно поставена е една фонтана со скулптура со диаметар од 3 метри и веднашка помеѓу информативната зона и зоните за историја се предвидени два електронски инфопанели и веднашка од ова информативна зона проектирани се главните пешачки патеки со ширина од 3 метри. Помеѓу информативната зона и зоната за историја предвиден е еден дел со зеленило, односно зелен простор. Веднашка до зоната за информација, влезната зона, се наоѓаат двете зони за историја, кои имаат површина од 149 метри квадратни. Во овие зони, предвидени се инфопанели со постоечка содржина, каде што ќе бидат истакнати информации за историското потекло на градот, важните историски личности и историјата на производство на вино. Тие ќе бидат со димензии од 30 на 90 сантиметри. Предвидени се по главната централна патека два штандови за промоции, кои може да се изнајмуваат при организација на разни настани. Проектирани се на различни страни од зоните, за да не се создава некоја гужва кога поголема толпа на народ ќе се собира и во овој дел. Предвидени се канделабри низ целиот периметар на двете зони со димензии од метар на 20 сантиметри и низ целите зони е предвидена една отворена тревна површина со високо зеленило за собери на посетителите. До зоните за историја проектирани се двете зони за уметност. Едната зона за уметност, наречена во чест на Петар Мазе, има 246 метри квадратни, додека другата зона, наречена Глигор Чемерски, има 300 метри квадратни. Во зоната за уметност Петар Мазе предвиден е уметнички полуотворен монтажен павилјон. Тоа ќе биде простор составен од дрвени панели со променлива содржина и површината на овој павилјон ќе биде 140 метри квадратни. Иако е вака нацртан како што го гледате, сепак тој павилјон, бидејќи ќе биде изработен од монтажни дрвени панели, има можност да се зголемува, да се мултиплицира и да се пренаменува во зависност од потребите и од бројот на луѓе кои ќе го користат тој павилјон, што значи нема фиксна форма. Осветлувањето на павилјонот ќе биде преку два рефлектори, со цел да може да се користи и во ноќните часови, доколку има уметнички изложби или креативни работилници. Помеѓу двете зони за уметност предвиден е еден дел со како меѓузона со високо зеленило, кое визуелно ќе ги раздвојува двете зони, меѓутоа во иста смисла и ќе ги спојува двете зони. Следната зона е втората зона за уметност, каде што се предвидени постулати за поставување на разни скулптури.
Тие постулати ќе имаат подно осветлување, а постулатите се проектирани со димензии 90 на 90 сантиметри. Помеѓу постулатите и скулптурите ќе бидат предвидени и инфопанели со постоечка содржина на која ќе бидат прикажани сликите на Глигор Чемерски, како едно сеќавање и омаж кон него. Меѓу зоните се наоѓаат помеѓу сите главни зони и ќе бидат со високо зелени. Следната зона, веќе централно поставена, е зоната за филм и музика Зафир Хаџиманов. Таа е со површина 287 метри квадрат. Главни елементи во оваа зона представуваат 3 дрвени бини за свирење во форма на звучници, кои се радијално поставени длабоко во зоната, кои ќе бидат со димензии од 270 на 240 сантиметри. Во нив ќе може слободно еден човек да влезе и да свири некаков инструмент, со што ќе се создаде една добра акустика. Помеѓу овие дрвени бини или звучници се предвидени инфопанели, исто така со постоечка содржина, на кои ќе бидат изгравирани текстови од песните на Зафир Хаџиманов. Тие ќе бидат проектирани со димензии 90 на 30 сантиметри. Следен многу важен елемент во оваа зона е отворениот простор за гледање на филмови со фотели, кои ќе бидат со димензии 80 на 80 сантиметри. И секако тие филмови ќе се прикажуваат на централното плато, централното бетонско плато, на кое ќе биде поставено филмско платно, кое може да се ротира за потребите на сите 3 зони во централниот дел од паркот. Осветлувањето во оваа зона ќе биде повторно преку канделабри со истите димензии, како истиот стил на проектирање, како и во претходните зони. Радијално поставени се бетонски жардинери во кои ќе бидат посадени разни цветни растенија и секако и високо зеленило кое ќе возможува голема сенка. Најцентрално поставена е зоната за социализација, во која е предвиден отворен зелен амфитеатар со капацитет од 210 гледачи. Амфитеатарот е проектиран целосно да се вклопува во теренот, на некои места да биде целосно издигнат, на висина од 3 метри, а пристапот до сите редови за седење во амфитеатарот, освен од централното плато и централната оска, ќе може да се пристапи до него и од периметралната пешачка патека, која исто така ќе биде издигната на 3 метри, од каде што ќе може да се симне и да се седне во амфитеатарот. Амфитеатарот е проектиран да има 10 редови со едно место за седење по човек од 60 сантиметри, така што добиваме дека капацитетот за овој амфитеатар ќе биде за 210 гледачи. Јавниот простор веќе го објаснивме, тој ќе биде централно плато за изведување на представи на отворено, значи од 10 метри. Во ова плато ќе биде поставен монтажен ротирачки панел за прикажување на филмови со димензии од 8 метри. Исто така, важно е да се напомене дека од страните на амфитеатарот, значи се предвидува зелен меѓупростор со големи дрва кои ќе возможуваат сенка за посетителите кои ќе седат и секако помеѓу зоните, бидејќи оваа зона се граничи со зоната за филм и музика и зоната за едукација, се предвидени 2 потпорни ѕидови. Веднаш
до зоната за социализација, а спроти зоната за филм и музика е проектирана зоната за едукација. Таа има површина од 280 метри квадратни и, како што реков, наменета е за основните и средните училишта за настава на отворено. Главни елементи во оваа зона, прво пред се е библиотеката од 24 метри квадратни, каде што во текот на денот ќе може да се изнајмуваат книги за потребите на работата на училиштата и тие книги да се читаат или да се работат, нели, според наставните програми токму во оваа зона. Проектиран е и простор за учење на отворено, каде што се предвидуваат клупи и столчиња за вкупно 32 ученици, односно 2 помали класови, напоредно може да ја користат зоната за едукација. Централно поставена е фонтана со дел за седење со диаметар од 120 см. Покрај централната патека се предвидува главното осветлување, односно со канделабри, со истите димензии кои ги споменавме, 100 на 20 см, меѓутоа и од другата страна поставени се и друг вид на канделабри кои исто така ќе овозможат уште поголемо осветлување во ноќта. Чувањето на урбаната опрема, односно на клупите и на столчињата, ќе бидат преку ноќта во овие две, како што ги гледате, простори, кабини, чија намена ќе биде само за чување на клупите и на столчињата во ноќните часови кои може да се заклучат за да се превенира кражба и оштетување на инвентарот и целата урбана опрема. До зоната за едукација предвидена е зоната за игра и рекреација со површина од 388 метри квадратни. Предвидено е отворено детско игралиште кое ќе биде опремено со сите реквизити кои им се потребни на децата, како клацкалки, лизгалки, лулашки, песочник и вртелешка. Овој дел ќе биде од 45 метри квадратни на мек гумен под, за да се превенираат повреди при игра на децата. Вториот дел од оваа зона за игри и рекреација е делот за отворен фитнес, односно фитнес на отворено, кој исто така ќе има 45 метри квадратни, каде што ќе бидат поставени најразлични реквизити за спорт и рекреација. Одделувањето на овие два дела, бидејќи се за различни корисници, ќе биде со високо зеленило, голем дрворед, каде што ќе бидат поставени и водни елементи, односно чешми, додека од двете страни на зоната ќе бидат поставени и редици со клупи за седење со димензии од 40 на 200 см. Меѓу зоната која ги дели зоните за игри и рекреација и зоната за одмор ќе биде составена од еден зелен лавиринт наменета за деца, каде што низ ова густо зеленило децата ќе можат слободно да играат и да трчат. Следната зона, како што реков, веднашка по зелениот лавиринт, е зоната за одмор со површина од 246 метри квадратни. Предвидена е зона со клупи со димензии 40 на 200 см, како и уште една зона, меѓутоа овој пат со клупи за лежење, кои ќе бидат со димензии 60 на 180 см.
Оно што е интересно да се нагласи е дека во оваа зона за одмор корисниците, посетителите ќе можат слободно да си изнајмат книга, затоа што на големите дрва, на стеблата од дрвата, ќе бидат поставени полици за книги, кои ќе бидат прикачени со димензии од 60 на 35 сантиметри. Тие книги ќе бидат секако раководени и ќе бидат загрижувани и чувани од вработените во зоната за едукација, односно во библиотеката која е наменета. Предвидена е уште една меѓузона со високо зеленило и со цветни аранжмани која ќе ги оделува зоните за одмор и претходно споменатата зона за историја. Во оваа зона исто така, освен клупите и библиотеките, предвидена е и останата урбана опрема која се состои од канделабри, чешми, корпи за отпадоци и сл. Како што напоменав на почетокот, има уште една зона за социализација, тоа е горна зона за социализација, значи на висинска разлика од 30 метри. Ова зона за социализација е со димензии со површина од 690 метри квадратни, во која што главен елемент ќе бидат двата видиковци кои ќе овозможуваат поглед кон градот. Тие видиковци ќе бидат со димензии од 300 на 780 сантиметри. Тие ќе бидат изработени од дрво, монтажни, со поглед кон градот. Во останатиот дел од зоната се предвидува една зона со летниковци, значи за групни седења на посетители со димензии од 130 на 200 сантиметри, зона со маси за излет, значи длабоко поставена во зоната за социализација, со димензии од 180 на 150 сантиметри, една голема отворена шах табла со димензии 4 на 4 метри и секако отворена тревна површина за пикник на отворено. Околу зоната за социализација е предвиден зелен појас со високо зеленје. Пристапот до горната зона е преку новопроектираната пешачка патека. Ова е детален приказ на урбаната опрема. Поделена е на неколку зони. Како што реков, во зоната за игра главните елементи ќе бидат овие реквизити наменети за деца, како лулашки, лизгалки, клацкалки, вртелешки, песочник и слично. Во зоната за рекреација главни елементи ќе бидат фитнес реквизитите, кои ќе овозможуваат спортување на отворено за младите. Предвидена е висулка, велосипед, преса, клупа или на англиски популарно бенч. Во зоната за одмор се предвидени лежалки за читање на книга, како и еден изглед за тоа како треба да изгледа библиотеката која ќе биде прикачена на дрвата, на стеблата на дрвата. Во зоната за едукација, значи главни елементи ќе бидат библиотеката, значи која е проектирана со димензии од 4 на 8 метри, која ќе се состои од затворен дел и отворен дел, трем, каде што ќе може во исто време 4 луѓе да седнат на убави клупи и да читаат книга. Ова е оставата за клупи и столчиња, каде што клупите и столчињата ќе се чуваат во ноќните часови и ќе може да бидат заклучени во текот на ноќта. Во зоната за социализација е предвидено платно, значи со димензии од 8 метри на 30 сантиметри, кое ќе биде подвижно и ќе се ротира за да можат да го искористат сите три
зони. И зоната за социализација за амфитеатарот, и зоната за едукација, и зоната за филм и музика. И посебно важен елемент во зоната за уметност е уметничкиот павилјон со панели кои ќе имаат променлива содржина, каде што ќе може да се прикачуваат најразлични слики, платна, плакати, секакви материјали при организација на разни културни и уметнички настани. Овој павилјон, како што веќе напоменав, нема да има фиксна форма, туку ќе биде целосно прилагодлив, бидејќи целосно монтажен. Панелите се со димензија од 160 на 150 метри, додека помеѓу нив се предвидени челични столбови на 1,5 метри растојание, кои ќе ја држат целата конструкција. На одредени места ќе може и овој павилјон да се покрие со цел да се заштитат евентуални штети од временски непогоди. И конечно ова е ново проектираната ситуација на целиот парк. Како што реков, на почеток е проектирана зоната за информација, односно информативната влезна зона, а веднашка до неизе е паркингот. Веднашка до зоната за информации се проектирани двете зони за историја. Ова се двете зони за уметност. Централно поставена е зоната за филм и музика, зоната за социализација, полукружно поставена, зоната за едукација, зоната за спорт и рекреација, зоната за одмор и ова е веќе горната зона за социализација. Видот на високото зеленило, грмушките, цвеќињата и ботаничката градина секако ќе бидат од видовите кои се специфични за ова поднебје. Во секоја зона и помеѓу зоните е проектирана урбана опрема која ќе овозможува целосна заштита на природната средина, односно таа е изработена од природни материјали, најчесто од дрво. Повторно е ново проектираната ситуација, меѓутоа во подруг размер, за подетално да се видат сите елементи. Исто така, она што е важно да напоменам, дека главните патеки во паркот се предвидени да бидат од дрво, значи дрвени штици, каде што осветлувањето ќе биде преку LED ленти, кои ќе бидат поставени значи низ целите патеки, низ должината на сите патеки, а напојувањето ќе биде преку соларни панели. Имплементацијата на креативниот плейсмейкинг во парковите е наменет за да се постигнат два важни концепта. Прво, пред се градење на свест и возбуда за улогата на уметноста во јавниот простор и пренесување на идеи и знаење за тоа како да се постигне и да се стори тоа. Нашата земја и нашите паркови представуваат културни предели. Тие одразуваат кои сме и каде имаме намера да одиме, и како поединци, но и како општество. Областите на креативниот плейсмейкинг, урбаната ревитализација и пејзажната архитектура ќе ја зголемат моќта на јавните простори и парковите во Кавадарци со цел да допринесат за подобрување на живеењето во градот. Преминуваме на 3D визуализациите за секоја зона посебно и на крајот ќе бидат прикажани и две 3D визуализации од целиот парк. Овие 3D визуализации ги работевме јас и мојот тим од МИТ, факултетот за архитектура при МИТ универзитет Скопје. Првата слика е информативната влезна зона, како што ви реков, таа ќе биде поплочена
со централна фонтана и скулптура која ќе представува символ на паркот, додека овој дел е наменет за 3 јарболи на кои ќе бидат поставени знамиња на општината, на државата и на паркот. Подното осветлување е предвидено од страните на информативната зона, а еве се прикажуваат и електронските инфопанели на кои ќе бидат прикажани разни информации за градот и општината. Ова е приказ на зоните за историја, кои се наоѓаат веднашка до информативната зона. Ова се панелите со постоечка содржина, на кои ќе бидат прикажани историски податоци за градот и општината и 2 штанда кои ќе се користат за продажба на книги, проспекти и разни други работи. Еве подетален приказ на целата урбана опрема во зоната за историја. Ова се панелите со постоечка содржина кои ќе бидат поставени на бетонска основа, меѓутоа таа бетонска основа ќе биде прекриена со имитација на дрво за да се постигне тој дојам за заштита на природата и еколошки дојам. Ова е приказ на првата зона за уметност Петар Мазев, каде што е предвиден павилионот за уметност. Ова е втората зона, каде што се предвидени клупи и постулати за поставување на разни скулптури на отворено. Еве уште еден по-детален преглед на скулптурите, на урбаната опрема и секако на канделабрите кои ќе го осветлуваат зоните и пешачките патеки. Ова е зоната за филм и музика. Овдека ги гледаме поставени се столчиња, фотели за седење при проекции на филмови на отворено, додека радијално поставени се 3 мали бини, звучници, во форма на звучници за свирење на поединци. Ова е ноќен преглед. Може би не можеме убаво да видиме, но ова е поинаков поглед во истата зона за филм и музика. Еве формата и изгледот на тие мали бини во форма на звучници, кои ќе бидат одделени меѓу себе со панели со постоечка содржина, каде што ќе бидат изгравирани текстовите од песните на Зафир Хаџиманов. Спроти неа е зоната за едукација. Овдека е библиотеката со покриен трем, централно поставената фонтана и двата штанда, каде што ќе се чуваат во ноќните часови целата урбана опрема и инвентарот. Од надворешна страна, овие кабини се опремени со табла, која може да се искористи при едукативниот процес на наставата на отворено. Ова е ноќен приказ на зоната за едукација. Имаме 2 типа на канделабри. Едниот тип е поставен покрај централната патека и централната оска, додека другиот тип на канделабри, тројните канделабри, се поставени радијално помеѓу зоната за едукација и зоната за спорт и рекреација. Ова е поглед од централната пешачка патека и ова е централното поплочено плато за
изведби на отворено, заедно со монтажното ротирачко платно. Позади него е проектиран амфитеатарот. Ова е приказ на амфитеатарот, како што реков, ќе биде со капацитет од 240 гледачи, целосно вклопен со условите на теренот. Амфитеатарот е проектиран да биде зелен, со тоа што во деловите каде што нема да се седи, се предвидува да се постави трева, за да се добие еден по-органски, чист, зелен изглед на целиот амфитеатар. Максималната висина на амфитеатарот е 3 метри и има 10 реда за седење. Ова е заден изглед на амфитеатарот. Ја гледаме, значи, централната патека и периметралната пешачка патека, која во овој дел се издигнува за да се овозможи брз пристап и седење во амфитеатарот. Ова е зоната за игра и рекреација. Едниот дел е предвиден за деца, каде што ќе бидат предвидени најразлични лувашки и клацкалки и останата урбана опрема за потребите за децата, додека другиот дел е делот за фитнес на отворено. Како што напоменав, помеѓу зоните за игри и рекреација и зоната за одмор ќе биде проектирана меѓузона со зелен лабиринт од грмушки, која ќе придонесе за игра и рекреација на децата. Ова е страничен приказ помеѓу двете зони. Овдека се гледа зоната за игри и рекреација, зелениот лабиринт и зоната за одмор и релаксација. Ова е приказ на зоната за одмор. Ги гледаме клупите, лежалките за одмор, каде што корисниците на оваа зона ќе може да си земат книга од библиотеките кои ќе бидат прикачени на стеблата и слободно да можат да читаат под ладовина и сенки, овозможена од високото зелено. Ова е дневен приказ на централната пешачка патека, а ова е ноќниот пристап, каде што го гледате осветлувањето на патеките, како што реков, ќе бидат со LED ленти во најразлични бои, ќе може да светат, а ќе бидат напојувани преку сончеви колектори кои ќе бидат поставени покрај патеката. Ова е горната зона за социализација со двата дрвени видиковци, кои ќе овозможат поглед кон остатокот од градот, додека во останатиот дел од зоната за социализација се предвидени шах табла, летниковци и маси за групно седење, како и целосна пикник зона. Ова е приказ на еден од видиковците. Ќе бидат од дрвени панели, дрвени и метална конструкција ќе биде воглавно, со простор и за седење на посетителите. За жал не се гледа многу добро ноќниот дел, меѓутоа секако битно е да се напомене дека и видиковците ќе бидат осветлени во ноќните часови. И на крај, чест ми и задоволство да ви го прикажам целиот парк, изгледот на паркот, каде што се гледаат сите зони. Од информативната влезна зона, двете зони за уметност, зоната за едукација, филм и музика, централно поставен амфитеатар
со централно плато за изведби, зона за одмор и релаксација, зона за игра и рекреација и секако по патеката горната зона за социјализација со видиковците. Ова е ноќен поглед, секако и покрај патеката ќе си биде осветлена со канделабри. Со тоа овозможуваме да целиот парк да може да се користи не само во текот на денот, туку и во текот на ноќта. Затоа обрнавме големо внимание при проектирањето на осветлувањето и урбаната опрема која овозможува осветлување, со цел да се добие еден дојам на заштитеност при користење на градскиот парк во ноќните часови. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.